Почитувани гледачи на СКАТ телевизија, добар ден. Повторно сме заедно, повторно сме во нашето предавање Облачеле бјало, предавање което не зближва за разлика од македонизмот во Македонија, којто на секој начин не разделва. Јас сум вашиот гост водещ Младен Србиновски од Скопје, веќе 2 години сум водител на ова предавање наше и ви благодарам на сите ваши честитки, сите желанија за новата година кои ги добив од вас десетици. Ви го врштам со истите топли желби. Многу здравје, среќа и се разбира малку повеќе кеш. Тоа не би ни дошло на сите на оваа сиромаштија малку повеќе пари, но одиме кон таму затоа што излегуваме полека од кризата и ние на Балканите полека и Българија. Оваа нова година ја почнуваме навистина во голем стил. Имаме еден сјаен гост, човек кој што е повеќе од маштабите тука со значење на Балканите, историкот Никола Алтанков, професор 30 години на многу европски и американски факултети, и ние се разбира ќе сакаме да чуеме о него многу работи, но првото прашање, покрај тоа што ви посакуваме, добродојдовте во нашето студио, професоре Алтанков, се надевам дека добро се чувствувате со нас. Вие казахте многу работи за мен, не знам дали действително е така. Ще проличи може би до краја на предавањето, когато да се надеваме вашата скромност ќе излезе на видео. Когато видат зрителите колку пари струваме. Да, ќе го видат, нема проблем. Јас сум читал многу ваши статии и знам за кој човек се работи. А првото прашање нормално е она: што мислите за идејата на нашите редактори од СКАТ телевизија, водештиот да говори на македонски, оној западен дијалект, како го казваат западно-български, ние македонски говори. Западно-български, македонски, тоа е няма значење. Се разбира гост, нашиот гост ще говори на стандардниот български език. Идејата чудесна. Аз даже мечтая за дена, когато в някоја скопска телевизија ще се появи българин од Софија, който ще води предаване като вашето. Той ще говори на български, а неговите гости ще бъдат македонци. И те ще си говорят на диалект, на език, на каквото искат да бъдат. И съм сигурен, същото разбирателство ще бъде, каквото е и във вашето предаване. Еве, ние 2 години, овие предавања наши, ние слободно од интернет и ги даваме на било која телевизија од Македонија, нека ги сними, нека ги пусне на нивната програма, ние нема да се лутиме. Може да видат дали зборуваме со омраза кон нашата Македонија или со љубов. Што започнавме, еве вака, убаво професоре, знам дека ќе направиме едно чудесно предавање со вас. Да, сигурно. Немојте, почитувани гледачи, вие да го исклучувате овој канал, имате што да слушнете сега од нашиот професор, а ние се разбира како балкански провинцијалци, професоре. Сакаме да чуеме големиот свет од Америка. Како гледа на Балканов, особено на нашиве отношенија, Българија, Македонија, затоа што и ние всушност не знаеме што всушност правиме тука и што се случва. Аз мога да говоря за Америка, понеже там съм бил през цялото време, около 30 години, но имам известни хващания, известни представи за това какъв е интересът в Европа. Той не престава, има интерес голям. Имайте предвид, че Балканите са стратегическа територия. Нали, говорише, който владее Балканите, владее Европа, който владее Европа, владее Евразия и така нататък. Те може да са стари, овехтяли понятия, но и при сегашните условия, когато през Балканите минават и инфраструктурни проекти, и енергийни проекти, значението на нашите страни, малки каквито сме и за каквито се смятаме, съвсем не сме малки в плановете на големите сили. Вие знаете как американците поддържат Бонд Стил с около 20 000 американски войници в Косово. Знаете също, когато в Македония станаха безредици с албанците, как имаше американска част. Също знаете колко силен беше интересът при разпадането на Югославия от страна всички европейски сили и Съединените щати. Германия първа призна Хърватско и Словения от делението. Не е напразно. Така че има голям интерес и докато широката публика не знае много за тези страни, съвсем правилно,
широката публика в Съединените щати си гледа семейството, децата, бизнеса, парите, колите, къщите, както навсякъде хората. Но тези, които трябва да знаят, учени, хора, които са експерти в администрацията, хора, които работят за правителствени агенции, са много добре осведомени за нещата, които стават. Дали мислите дека и за Македонија знаат навистина што се случва тие такви специалисти? Знаят. Знаят и за Македония. За Македония специално има едно предимство, понеже все още съществува една силна организация в Америка, която е МПО и която почна като македонска политическа организация, сега Македонска патриотична организация. Те са вече трето, четвърто поколение американци. И повечето от тях са добре уредени в Америка, на добри позиции. Интересно е, че доста от тях, от ръководните кадри на организацията, са работили и продължават да работят някои от тях в разузнавателни служби американски, в служби, които се занимават с изследвания, с експертни анализи. Така че тези хора са викани или те участват едва ли не при взимането на решение. Техният глас се чува. Това е нещо, което не може да го кажем за българското лоби. Нашето е почти несъществуващо. Но пък македонското е много силно. И там им, разбира се, конкуренция от страна на скопската матица, която изпраща непрекъснато емисари. Македонската емиграция е била винаги неограничавана по времето, когато в България имаше комунистически режим и нямаше емиграция, особено за Америка. Но македонците отиваха свободно в Америка. Така че познати са и македонци, и българи. Баш ми е мило што ми е така. Дали знаете, да ве пресечам, се извинувам, како е сега состојбата во Македонија? Дали имате вие некакви представи дека во Македонија секој ден нешто врие, нешто се менува? Това, което знам, е засиления интерес на американската администрация към Македония. И за мен ми е малко чудно, понеже аз не знам всички планове и не знам какво става. Не. Но независимо от това, кой дойде на власт в Америка, дали са републиканци или демократи, интересът към Македония е постоянен. Аз смятам, че американците разчитат много на Македония. Тоа е многу убаво, но во Македонија се шири едно антиамериканско и едно антизападно расположение во народот преку медиумите со правителствата, особено со сегашно правителство на Никола Груевски. Дали тоа го знаете? Дали тоа го това чувствува? ни е известно за американците, доколкото аз мога да съда. Сигурно. За тези завлиятелните хора в Америка, които взимат решения, аз мисля, че за тях това се отдава на още неустановели или неизгаснали чувства на неприязън, които се подхранват главно от Белград. Вие знаете, че Белград беше ударен и Сърбия беше ударена по време на войната 1999 година. Америка изигра голяма роля в това нещо. Да, така, че... но ние от Македонија, нашата интелектуална елита, ја поддржуваше Србија, особено политиката на Милошевиќ. Тоа мора да го признаем. Добре, за ваше сведение, ако не ви е известно, сигурно ви е известно, българската политическа вихрушка също поддържаше Сърбия и Милошевиќ. Никой не беше по-мил на Милошевиќ от нашия президент Първанов, който по това време не беше президент. Българските комунисти, комунистическата партия, която не е загубила влиянието си в България, тя е или първа, или втора във всички избори, които се случват. Дали знаете дека, да решиме, вчера опозицијата цела во Македонија излезе од парламентот. Вътре останаа само партиите на власт ВМРО ДПМН и една албанска партија ДУИ се казва, а другите излегоа надвор. Дали може според вас да се случи да распишат предвременни избори како што би требало во Македонија? Ще зависи не само, съжалявам да го кажа, да, сигурно. но по мои преценки ще зависи не само от вътрешните фактори. Ние сме свикнали, вече свикнахме в последните 20-25 години да наблюдаваме спонтанни демонстрации, спонтанни бунтови въстания, които свалят правителства. В момента същото се случва в Тунис, в Египет и в Йемен. Да. След като мине известно време, разбираме, че тези неща не са били толкова спонтанни. Да. Че има фактори, които са не местни, а неща, които стават
Да. Преку главите на учасници. После тие вести кои се ударни од Тунис и Алжир, информацијата, новината за А1, затворање на таа приватна телевизија, но е спрема владата расположена критички, опозиционо, и таа е една од новините кои се шири по света како една битна работа и само ја покажува состојбата во Македонија. Ние направиме еден кус монтаж од тие состојби во Македонија. Ако може режија, да видиме малку од А1, оние неколку кадри што се случуваше последниве денови во Скопје. Македонија по вчерашниот најнов удар врз медиумот, откако беа замрзнати сметките на телевизијата, ја емитува својата програма. Веста одекна во медиумите во регионот, но и пошироко. Српскиот интернет портал Б92 ја пренесува изјавата на главниот уредник Младен Чадиковски, дека целта на власта е да ја затвори телевизијата за да ја замолчи. Веста ја пренесува и канадскиот огранок на Associated Press и весникот Daily Herald, кои пишуваат дека А1, која е критички настроена кон владата, обвинува за политички притисок од власта, која сака да ја затвори. Околу 7000 демонстранти на улиците на Будимпешта побараа владата да ги тргне рацете од медиумите. Тие инсистираат да се повлече контроверзниот закон на премиерот Виктор Орбан, кој овозможува контрола на се што се објавува во земјата. Меѓу најоспоруваните делови од законот се објавувањето на изворите, телото за надзор на медиумите составено од луѓе блиски на власта, казните за кршење на националната безбедност и морал и обврската за регистрирање дури и на интернет блоговите. Наредните протести ќе се одржат на 15 март. Што мислите, професоре? Дали може, така бргу да паѓа влада во Македонија, правителствата? На Балканите тешко паѓаат правителствата. Много тешко, много тешко. Аз затова подчертавам и влијанието на външните фактори, но има и външни на Македонија фактори, но не непременно од страна велики сили. Белград винаги е бил фактор в македонската вътрешна политика, също както и Атина, за разлика от София, която ретко е била фактор. Не. Нали? Не, така е. А сега се прибавя и Прищина, се прибавя и Нови Сад, Будапешта, по простата причина, че сега Унгария е председател на Европейския съюз до края на юни. В Унгария управлява една партия, която се различава от тези, които са били преди това, по това, че тя е по-националистически настроена и тя няма намерение да забрави за Войводина. Това са около 2 милиона души. Доколкото знам, Нови Сад е втория град в Сърбия по големина. Така че, когато говоря за външни фактори, нямам предвид изключително Берлин, Лондон и Париж и Вашингтон, както мислехме по-рано. Имаме също местни външни фактори, които сигурно влияят в това отношение. Аз не бих се очудил, ако, да кажем, част от тези неща, които стават така спонтанно в Скопие сега, са подклаждани било от Атина, било от Белград. Да, сигурно. Меѓутоа... Не съм сигурен. Не, сигурно, никој не сме. Но сме се опарили. Постапките на владата покажуваат дека таа работи по ноти на Белград. Да. А инаку А1 не е постапките на Белград, таа е прозападна и токму се обвинувани затоа што се прозападно ориентирани като медиум. Инаку во Македонија, морам да признам, никогаш не била олку јака србоманштината како сега во време на ВМРО ДПМН. Дури ни во времето на Лазар Колишевски. И ако е така, тогава опозицията, която е срещу сегашното управление на Груевски, те би трябвало чисто и просто да заемат друга позиция, която да е прозападна. Да, тие имаат. А това ще бъде парадокс, защото социалисти да вземат прозападна позиция в ущърб на тоа е меѓу македонистички суди, на тврди и меки, хард и софт македонисти. Ще бъде интересно при тия събития да се наблюдава какво ще е отношението на Али Ахмет и на албанските движения в Скопие, понеже те са фактор. Те винаги са били фактор. Се фактор. Те за сега мълчат в тези неща, които стават. Сега се спазва политическото ниво. Още е на ниво парламент.
И ги оставаат македонските Да, партии да говорат. Особено со проблемот околу името со Грција, којто сега го имаме ние. Ние сами влеговме во тој македонистички безизлез, во таа македонска суматоха. Тоа не е и тема на Да, тоа е перманентен проблем. И Македонија никако да излезе од таа шашма, од таа суматоха. Не, ви сте прав да ја наричате и суматоха и шашма, понеже тоа е суматоха, а и шашма понеже се подклажда. Аз не мисля, че може да стане војна заради едно име и не би требало да става. Не, војна нема да има, но ние пропаѓаме, гниеме однатре како ткиво, како суштество. Сега да преидеме малку да ве прашам за таа суматоха. Колку науката во САД ја знае и работи над овој проблем? Колку на нив им е добро испрецепиран и образложен во нивните научни студии, колку литература има и колку студенти се интересираат за овие источноевропски студии и балкански. Има повеќе интерес в Америка, отколкото в којато и да е западна страна. Да кажеме, в Германија интереса кам Македонија, Балканите и Българија е многу помалак отколкото во Соединените щати. Сешто е положението в Париж, там е потрагично. Во Франција има многу малак интерес. В Лондон няма такъв голям интерес, понеже Англия е заета с други проблеми. Америка, която охотно или неохотно е взела върху себе си ролята на световна империя, първо не може да не се интересува от всяка точка на земното кълбо, а пък тази точка, специално в Балканите, са от интерес. Така че американски експерти, американски учени и американски писатели, американски тия, които творят история и политология, могат да ви уверят, че от цялата литература научна, която излиза в хуманистиката, по отношение на политология, социология, демографски проблеми, балкански проблеми, история и така нататък, 90% от тази продукция се създава в Америка. И тя е първокласна. Американските университети са на доста високо ниво. Учените, както обикновено, са питани много често, те служат като експерти в различни агенции, служби, министерства и така нататък, без да са непременно разузнавачи. Нормално, сигурно. Така че по балканските проблеми, специално за Македония и за България и за Сърбия, до преди 25-30 години се беше наложило първото поколение, което твореше под сръбско и гръцко влияние. Чисто и просто, защото най-добрите учени, които се занимаваха с тия проблеми, бяха етнически сърби или гърци. Сега тази работа се променя и повече от 70%, може би, от изследователите са чисти американци. А вие спомнавте пред да почне ово предавање за речникот што го издадоа за славянскиот речник. Ајде, ако сакате да зазборуваме за него. Да, това показва от колко рано датира интереса на американците към Балканите и към България, и към Сърбия, и към Македония. През 1907 година, поради наплива на странни емигранти, които са различни от тези, на които Америка е била свикнала, ирландци, шотландци, скандинавци, немци, започват да идват много хора от Източна Европа, евреи, руснаци и така нататък. И американското правителство се хваща за главата, какви са тия хора, иска да установи откъде идват, с какво се занимават. Добре ли е, че те идват в Америка, защото по това време миграцията е неограничена. И възлагат на американски учени да съставят едно изследване. Взима им 4 години. 1911 година излиза една страхотна книга, която носи скромното название "Речник на раси и народи в Съединените щати", в които са описани всички етнически групи, включително България, българи, сърби, румънци. И интересното е, което аз ви споменах, в статията, която е за България, след като се подчертава, тя е на ниво на съвременната култура, на научно ниво, каквото е било 11-та година. Там се споменава още тогава за опитите на сръбски учени в балканските страни, имат предвид Сърбия, поради близостта на сръбско-хърватския език, тогава е било сръбско-хърватски, с българския, сръбски учени, пише в статията за България, приписват цялото славяногласно население в европейска Турция, имайте преди, това е преди Балканските войни, когато
дали Турција владее почти всичко на Балканите, те смятат, че всички тия хора са сърби. И български език е едва ли не сръбски диалект. Оттам, каза някои от по-фанатично настроените, а те, нали, самата статия знае, че това не са учени, това са псевдоучени, с които, както статията каза буквално, с които Балканите изобилстват. Те са повече партизани, отколкото учени. Оттам се заговаря и за македонски диалект, а щом има македонски диалект, щом някой говори на македонски, сигурно има македонска нация или народ. Които статията казва, това са пълни глупости. Най-стария език фактически е славено-българския, още съществува в литургиите и така нататък. Но това показва ранния интерес. След това, 1980 година, се създаде Харвардската енциклопедия на американските етнически групи, която е единствена по рода си и обхваща 148 етнически групи в Америка. В тази енциклопедия аз бях поканен да напиша статията за българоамериканците и статията за македонци беше възложена на друг човек. Когато излезе енциклопедията, в списание Time, което е най-известното американско голямо политическо списание, от 6 октомври, мисля, 1980 година, се появи много бърза рецензия, която отбеляза един чуден факт, че всички статии в тази енциклопедия са подписани. Единствената статия, която е анонимна, няма подпис на този, който е създал, това е статията за македонците. И беше много интересна работа. Тайм е едно списание, което излиза в около 6 милиона на седмица, то прониква навсякъде. На видно место беше рецензията и направи впечатление много хора, които след това ми се обаждаха да ме питат: абе, аз не знам ли кой е автора на тази работа, понеже би трябвало да го знам. Аз го знаех кой е. Но не го казвам и сега, защото щом той е намерил за добре да не си слага името. Но спекулациите от страна на американците беха, за да не си казва името, може би го е страх от рекриминации, може би нещо ще му се случи. И да му се случи и въобще за своят углед. Или ако е свикнал да ходи в Скопие, може би с това ще си пресича пътя. Нече да си има проблеми. Тоа е нашата балканска, македонската суматоха, от која не можем да излеземе. Преди неколку дни... Но изнасяме тази чорба, тия манджи ги изнасяме в Америка. Да, ги изнасяме и таму. Наместо тука да се... Свободна Америка, където хората се чудат, много ги класифицират, слагат ги никако да ги съркаме. Ние ги съркаме всушност постоянно. Пред неколку дни овде Зоран Вранишковски на Охридската архиепископија, непризната, изјави дека Охридската архиепископија е българска. Што е известен факт во цел свет. Каква може да е? Само за Македонија е македонска. Знаете вие дека книгата на Снегаров, Охридската българска архиепископија, ја препиша буквално Славко Димевски и ја објави како Охридска македонска архиепископија. Насекаде където има българска, слага македонски. Така ќе пишува. Што ми е на тоа, да се вратиме сега на едно видео, ако може режија, она за чествувањето на Мара Бунева, една од тие точки, јазлови, трауматични точки од нашата историја, која што беше прославуван пред неколку дена во Скопје. Датата е 13 януари 1928 година. Мястото – старият каменен мост над Вардар в центъра на Скопие. С 3 куршума, хладнокръвно изстреляни, Мара Бунева изпълнява смъртната присъда, издадена от ВМРО над Велимир Прелич. По негова заповед през 1927 година, по време на Скопския студентски процес срещу дейците на Македонската младежка тайна революционна организация, подсъдимите студенти са подложени на жестоки изтезания, стягане на главите, чупене на ръцете и дори заравяне живи, заради българското си самосъзнание. Преди 83 години, точно на това място, Мара Бунева убива сръбският областен прокурор Велимир Прелич, който е изтезавал по зловещ начин български студенти. Веднага след това българската революционерка се самоубива. Направих го, защото обичам отечеството си, заради мъченията, които той извърши над моите братя студенти. Са предсмъртните думи на Мара Бунева, която извършва саможертвата едва на 26 години. Тук, на това място в Скопие, всяка една година ние отбелязваме нейния подвиг.
Отбелязваме това, което тя съвсем съзнателно е направила. Именно загинала е, дала е живота си, за да може българите в Македония да живеят нормално и свободно. И тази година родолюбиви българи от ВМРО, Македония и Западните покрайнини поднесоха цветя на лобното място на Мара Бунева пред паметния знак на героинята. Мара Бунева е един голем революционер, една голема героиня. За пореден път плочата на българската революционерка на Вардарския кей бе възстановена от дейци на ВМРО, след като всяка година паметните знаци се унищожават от местни вандали. Самата Мара Бунева нели я закопват тука в Скопје и хората, както днеска дојдоха од ВМРО од Софија и од цяла Македонија тука и од цяла Българија, мога да кажа хора, отиват на нејниот гроб и полагат всеки ден по хиляди рози во памет на Мара Бунева. Когато србите виждат, че Мара Бунева ще стане светиња тука, откопават нејното тело и не се знаат каде се, значи нејните кости во момента. Сред българите дошли в Скопие да почитат паметта на Мара Бунева бе и внучката на полковник Борис Дрангов, Райна Дрангова. Поклонението в средата на януари вече е символ на българщината във все още неосвободената Вардарска Македонија. Како ќе го коментираме овој прилог? Аз ви питах и дали на мен не ми беше ясно до сега какъв е статута на Мара Бунева в Македония. Престъпник. В официална Македония. Не, таа е Аз сега разбирам, че не е смятат като терорист. Да. А тя е оръдие на ВМРО. Да. Сегашната управляваща партия в Скопие се казва ВМРО. Да. Тя е наследник на кое ВМРО? Има ли друго ВМРО? Аз си спомням, когато дойде Любчо Георгиевски, той направи 6-ти конгрес на ВМРО. Не първи конгрес, а 6-ти, който беше поредния. Значи, той се смяташе като приемник на ВМРО на Тодор Александров и на Иван Михайлов. И тие многу нешто направија Бели, кога е зедоа власта, направија криминал, влегоа, меѓутоа влегоа во некои игри што не се од полза на народот и затоа сега се на вргините на политиката. Меѓутоа и со Тодор Александров е исто. Тој е скоро премолчан во Македонија, иако дури го прават фашист, иако е погинат 24 година. Цел све него го слави како херој, влезене и во енциклопедијата британика, но само за македонистите и за Србија тој е престъпник. Добре, за Србија тој може да е престъпник, понеже нали, негово оръдие Мара Бунева, тя убива Прелич, който е сръбски префект на Македония. Какъв е той? Той не е македонец, той е сърбин, който е представител на една окупационна власт. Тоа е много смешно. Ако сегашното ВМРО, което управлява, не е нещо, което се е появило, да кажем, преди няколко години, ако се смята като наследник на ВМРО, нали, разумно е да се запита... Само по името, инаку не... На кое ВМРО е наследник? Не, тия не. Тоа е српско удружение против български бандита. Тоа е класично српско здружение. Но е вътрешно македонска революционна организација. Името, тие се облечени во дрхите на ВМРО, да се казва, ова е чашава, тука има форма на вода. Но вътре може да има алкохол, може да има друго. Тие ова пише тука ВМРО, а го исполнија со удбашки српски елементи и тоа е најголемото антибългарско движение сега и што е на власт. Дури комунистите кои се во опозиција се по-меки кон Българија отколку сегашно. Да, това се наблюдава. Да, тоа е неясно, тоа не е ништо. По-противобългарски се настроени наследниците на една българо-македонска организација, която е ВМРО. Тоа е на момент. И тие се, казваме, антиевропски, тие се антиамерикански. Тоа е срамно што се прави в Македонија. Сега прават на площадот, трошат огромни милиони на оваа сиромаштија да стават споменици на Александар Македонски. Сакаат да го обновуваат офицерскиот дом во Скопје. Местото каде што се правеле планови, од каде што се прачале војските да се убиваат луѓето на Македонија, организацијата и ВМРО да го дига споменикот на токму тие македонски злотвори. Тоа како на Хитлера сега евреи да му го дигаат Рајстагот. Точно така. Аналогията е правилна, но колко пари щеха да си спестат, ако се беха обърнали към пловдивския кмет, той щеше да им подари статуята на бащата на Александър, която сега е на джумаята на най-лично место. Много хубава статуя, да си я вземат хората от Скопие,
баштата на Александар Македонски. Тие сакаат да се покажат дека сме ние антички, кога ги македонци, дури измислија дека сме хунзи, некои индиски племиња од Хималаите. Да. Само да се одвојуваме од Българија. Што повеќе и повеќе. Затоа што валку кога ве слушам и гледам човек што живеел во Америка, кога викате зошто да не се поздравуваме дека сме браќа. Не сакаат тие да ве слушнат дека сте браќа. Добре, какви сме? Треба со нив да застане. Немаме ли една мајка? Добро, дали вие имате контакти досега со македонски учени? С македонски учени не сум имал контакти. Цел живот ви поминал, не сте имале контакти со македонски учени? Имам контакти с немски и с американски учени кои работат по македонски проблеми. Както споменахте Фридман, също познавам се Стефан Тропс, който пише по македонски работи. Има такава една тенденция, тези, които ходят специално и се разкарват и са или на услугите на Матица Сръбска, или издават им книгите в Македония и се ползват с почит, те гледат с недоверие своите колеги от западния свят, които не ходят в Скопие. И то аз не съм ходил в Скопие, понеже не съм имал възможност, не съм бил поканен, а пък с голямо удоволствие бих отишъл. Но трябва некој да ве пречека, некој да ве покани. Аз не страна от аз не мога да се натрапа да отида в Македонската академия на науките и да кажа, ето аз искам да изнеса лекција. Не може. Не можете, затоа што сте од голем маштаб историк. А тие се фалсификатори од најнизок вид. Меѓутоа народот го држат и го плашат, затоа што знаете како не учат наставно. Дека Македонија е обиколена со 4 вълци. Да. Србија, Българија, Албанија и Българија и Грција. Да. Кон Србија најмалку нормално се збори. Отаде иде таа идеологија. Но сега од тие 4 вълци, 2 веќе се в Европејскиот сојуз, Грција и Българија. Значи не се вълци? Не знам. А тие продолжуваат со старата песна. А трите вълци се веќе во НАТО. Албанија, Българија и Грција. Да. Но македонизмот продолжува и овој безизлез на македонизмот не знаеме во што ќе се роди, но факт е дека му се бројат деновите најпосле. Јас така мислам. Од вашите уста, Божите уши. Да, и би требало. Защото тоа е добре најмногу за самите македонци. За нас. Когато това се получи, тогава Македонија ще излезла од архаичноста, од примитивизма, од балканската суматоха, од всички шашми и ще влезе в модерноста. Ја ще види модерниот свят такъв какъвто е, а не такъв какъвто на неј се натрапва и то пак отвън. Пак од външни. А дали сваќате дека в Македонија има над 40% невработеност? Тоа е катастрофа. Најголемата невработеност во Европа е тоа. Аз правя периодични отчети, 3-месечни, за Иван Николов и за България, Македония, за положението на Балканите. Те са икономически анализи. И последния беше 36%. Тоа е официјално. Да, официален 36%, понеже моите сведения са от ЦРУ. Аз не ги взимам от европейски източници, нито от източници на страната. Нали за мен ЦРУ е најдобре осведомената разузнавателна служба. Тоа е Македонија. И когато се съпоставят, се вижда. Јас би сакал полека горките хора, за тях е време да излезат от старото и да влезат в новото. Сигурно. Да махнеме потурите и да сложиме панталони. Најпосле. Но Македонија ќе биде алката која што последна ќе пропаѓа. Каде што последно, после Берлинскиот зид, ќе пропадне стариот начин на размислување и систем. Очигледно најубаво тамо се има расширено удба за овие 100 години. Јас би сакал од режијата полека да ги пуска телефоните да позборуваме, ако можат, и гледачите со нас. Тие се сепак врховни професори, нели? Да, ние многу говорихме. Ние многу говориме и имаме уште малку време, но ако сакате од режија, пуштете го третиот прилог. Би сакал внимателно да слушате, професоре. Тоа е разговор со Александар Коцарев, едно младо момче од Скопје, по потекло од прочуена охридска българска фамилија. Слушнете што ќе ни каже. Потомок на прочуената охридска екзарскиска фамилија од Охрид, Коцареви, и сакам малку сепак за таа историска линија во неговата фамилија прочуена да ја слушнете. Со првото, може би и непријатно, но битно прашање. Коцаре, од вашите предци, колку луѓе биле в затвор за ВМРО, за българската кауза? Па, првен голем поздрав до зрителите на СКАТ телевизија. Това е старо патриотско семејство,
што викат во Македонија бугарофили. Малку смешно, да почнеме со една смешка. 72 години каторжен затвор има дадено семејство Коцарев. Сите заедно. Илија Коцарев бил кмет на града Охрид, кој што бил првиот адвокат во Македонија, завршил во Цариград. Илија Коцарев е суден на 20 години. Владо Коцарев, Спиро Коцарев, Љупчо Коцарев, известниот, кој што беше угостител, кој сега починат мој стрико, и башта ми Сава Коцарев на 6 години каторжен затвор. Мислам дека тоа е најмногу од Република Македонија заедно едно семејство. Тоа и не е убаво да се надпреваруваме кој колку бил во затвор, но има многу такви фамилии во затвор. Но сакам да ме потсетиш на една работа што си кажувал за твојата фамилија. До кога ти не знаеше и како дозна дека твојата фамилија се българи и како се случи тоа на матурската вечер? Јас до матурската вечер ми беше забрането да било што... Полека, само заради зрителите, за да те разберат. На матурската вечер прв пат ми беше соопштено дека татко ми бил во затвор, јас мисле дека е тоа поради криминал. Па тогаш бев мал, ми објаснува тоа било политички криминал, роднини, тие толку разбира. Аз на 18 години почнав да се интересувам за работата. Многу читав и за Тодор Александров и за целото револуционно движение. И едноставно мора да кажам дека комунизмот беше катастрофален за патриотските фамилии. Можам да кажам дека и до ден денеска. Од 45-та до ден денеска. За најбројното население славјанско во Македонија. Каква е траумата во вашата фамилија кога седнувате на разговор, кога се сретнува со братучеди? Многу трауматично. Секој разговор е за предците како биле во затвор, дали ќе се смени нешто, многу травматично детство и младост. Се плашите да не ве чуваат што зборите цело време? Да. Се пазите на телефон што зборите меѓу себе? Да. И апсолутно. Сепак тоа не е нормален живот. Па мислам дека не е демократски. Ако стремиме кон членство на Европскиот сојуз и НАТО алијанса. Сепак еден тврден е вашата фамилија. Вие сте обстојале. Татко ти после затворот, 6 години, завршува правен факултет и е најпрочуениот македонски адвокати, 60 години, што го брани пред се адвокатското право во Македонија. Точно. Мислам дека токму поради тоа што бил во затвор, он се определи за адвокатура и не постои патриот кој што му помогнал, дали на ниво на консултација, дали на ниво на одбрана. Мислам дека блестијащ пример на патриотизам. Дали чувствуваш дека тоа и како семејство може да биде валоризирано, не значи економски, вие сепак сте заможна економска фамилија, дали историјата го обработила тоа? Јас мислам дека на вашата фамилија можат луѓе да докторираат. Јас мислам така, меѓутоа не освен ретки автори како господинот Младен Србиновски, никој друг не се заинтересирал да напише нешто или да каже по медиите за таа фамилија. Добро, ова е прво представување на коцаревците пред пошироката и българска и тукашна јавност. Благодарам на поканата. Јас ми се надевам дека ќе ни бидете гостин на СКАТ телевизија. Се надевам, благодарам. Ќе нема никаква бариера за да се разбереме, особено емотивно со нашите почитувани гледачи. Само уште едно, ако можам да кажам, апелирам до општествената јавност, до медиите, до научниците и до политиците сега кои со најголемо влијание, да направат една стратегија за инвестиции, за економски развој во Македонија. Ако можат другите страни, поготово Грција и Србија, Българија треба да биде најголемиот, најсилниот инвеститор економски во Македонија. Ете, професоре, верувам дека сте потресени од овој прилог на ова младо момче. Да, но неговото семејство, неговата фамилија е многу известна. Многу известна. Тој не се прква од никаде. Тој го има вътре во себе си. Да. Нали, дадо му, мисля, бил последниот кмет на Охрид. Да. 41 година. И татко му е прочуен адвокат да, Скопје. Да. Тој е легендарен, тој ги брани најтешките случаи, особено политичките случаи. Затоа што бил затвор. Ете, гледате, 72 години, колку кажа, ниту убиле некого, ниту направиле, ниту украле некому, 72 години затвор, само затоа што се българи. Но колку хубаво това младо момче, тој израсал в македонска школа, македонско училиште. Тој е взел висше образование, ако има в македонски университет. Да, најдобар студент на правен факултет. Значи нещата не се толкова лоши. Ако има млади хора които
Не дека не ги разбираат младите хора, не дека не го разбираат или на интернет ова кој го видат. Еве јас слободно, пак уште еднаш велам, ова предавање нека го земе која сака телевизија. Разбира се, нека го пусне, никој ништо нема да интереси никакви тантиеми. Нека видат дали со омраза ја водам ова емисија, ова предавање јас, или го псујам јас македонизмот или мојата Македонија. Да видат дека што всушност прават, но секогаш джелатот се плаши да се види сами од себе. Секогаш жртвата му подава рака. Дали видовте момчето вели на 18 години кога завршило гимназија, кога одат абитуrenти, така казвате ги тога, матуран, и тогаш ослушнал од некое друго момче, тој му кажал на оној татко му беше в затвор со мене. А тој бил в затвор лопов, тој бил за криминал, а овој бил политички Саво Коцаре. И овој му казва на матурската вечера, му казва татко ти твој бил в затвор. И овој се разошарал, како татко ми, а тие сепак се, зашто е добар адвокат, имаат пари, било добро обречено, тој е фино момче. А тој е престапник, криминален. Да, не престапник. Имено, знам. Момчето од татко престапник му кажува за таткото. И овој прв пат слуша дека неговиот угледен татко адвокат бил в затвор. И овој идва од после вечерата, нели, сабаља утрината, и дома прави скандал. Зашто си бил затвор, да ми кажеш? Всушност, најголем момент на неговото возраснување, професор. Тој 18 години возраснал со таа свест за татко му кој е и неговата фамилија. И тие чекај, полека. Што ти каже, ама немој, ќе не слушнат. Немој се слуша, ама не вака, полека. И му кажуваат дека тој не е криминален татко му. И тој почнува да чита. До 18 години тој не знае во таква българска фамилија дека неговата фамилија е таква. Исцело, не само неговиот башта. Ето, вие ме питахте дали хората в Америка знаят за Македонија. Ако това нещо, ако това предаване е в Свободна Америка, никой няма да поверува, си помисли, че е пропаганда. Да. Как е възможно в 21 век, да има архаични неща, да има остатъци на примитивизъм и на безкултурие и на абсолютна регресия и на задничевост. Нещо, което... Да. Јас инаку морам да се пофалам сега валка пред вас. Ние мораме од провинција малку да се пофалиме пред хората од големиот свет. Јас ова го имам напишано и овој случај во мојот роман Шашма, којто се чита в Македонија многу инаку. Не се рекламира, но тој е најчитаниот, и јас сум многу читан автор в Македонија. Да, чувал съм за вас, вие сте много известен. Вие сте много по-известен, отколкото тие хубави хвалебствени неща, които казахте по мојот адрес. Аз съм нищо в сравнение с вас. Вие сте не, защото вашето слово прониква навсякъде. А моето ще проникне между научни среди, между хора, които се интересуват. Добро. Знаете, односот меѓу науката и уметноста е друга. Дионизиски, аполониски. Ете, слушнаме навистина еден прилог кој што треба да го пуштиме и друг пат, кој заслужава историски за оваа фамилија. Затоа што кога царот Борис оди во Охрид, треба да кажеме, тој во нивната фамилија престојува. Тие со неговата баба, царицата Јана, пие кафе и го гледаат Охридското езеро. Тие се тие оние граждански фамилии кои што ги уништуваше комунизмот, македонизмот, особено, нели? Аз имам в моите архиви, точно вчера след обед гледах влизането на българските войски в Охрид и предаването на властта от германския полковник на българския генерал и господин Коцарев беше, който прие немското знаме и каза, че той ще го държи в своя дом и всичко. Нали, той е 7-минутно филмче. Така. Јас го немам видено, но нека се пушти по интернет. По интернет пуштете го, треба да го видиме. Нема потреба да се крие тоа. Добро, сега една јамка сепак се собира околу македонизмот. Вака не оди. Колку да издржува тој, колку да сме издржливи ние како власти, македонизмот пропаја. Може ли цел свет да биде непријател на македонизмот? И Европа, и Америка, и Запад, а почнуваме да се дружиме со Уго Чавес, со Гадафи, со некои такви држави, нашиот премиер прави отношенија, само да бега од Европа. Ма, господин Сербиновски, вие сте много добър човек, вие сте идеалист, вие сте невинен
чужите сили, особено поголемите сили, те не се интересуват од това кое е право, кое е криво, а дали е в техни интерес или не. Вие виждате, те поддржаха Шаха до последния момент. Поддржат Мубарак до последния момент. За тях македонизма не е нещо друго, освен едно много неприятно явление, с което те обаче се изчитат, когато мислят, че на нив ќе им биде од полза. Именно. Да, имаме гледаш. Много лошо. Да, много лошо нещо. Имаме зрител на линија. Ало! Да. Добро. В студиото ли съм? Да. Добар ден. Добър ден, обаждам се от Добрич. Мило ми е. От другата страна на Македония. Поздрави към професор Алтанков и към господин Сърбиновски, чието творчество познавам. Благодаря. Виждате ли? Аз се интересувам от македонската тема, главно чрез интернет. Влизам в спорове с македонци по интернет на македонския блогерай. По исторически проблеми правим впечатление, че са доста с много малки познания по история. Точно. Много малко познава. Така е, господине. Преди малко чух вашето мнение, че СДСМ, Комунистическата партия, са така по-гъвкави към България. По-европейска, по-цивилизирана, инако не е та про-българска во никој случај. Да, съгласен съм, но е особено на бившия премиер Бучковски, смятам, че линията му беше така много по-нормална към България. Да. И както каза един мой приятел, който също се интересува от тази тема, каза, че нещата в Македония, между Македония и България могат да се оправят с много малко пари. Аз точно така мислех. Да. Това го каза и господин Коцарев преди малко. Да. Мило ми е што го снимав и што го пуснав Коцарев. Тоа ми е една од најголемите задоволства во моите 25 години журналистика што работам. Ваков прилог, вакво момче да ви пуснам. Тоа е многу масна информација, нели? Медиумите ги сакат. Господине од Добрич, ви благодарам што се јавивте. Забележувам дека навистина ја знаете работата, ја следите. Што ме рековте дека Бучковски беше човек што сакаше да ги среди, да ги олабави работите меѓу Македонија и Българија. И точно, тој тоа го правеше и заради тоа токму таа внатрешна, да ја речеме србованска линија во СДС го уништи и тој падна од власт. Инаку сега ќе имаме еден сјаен премиер. Тој е најдобриот премиер што сме го имали ние за овие 20 години и беше проевропски и прозападно ориентиран и направивме многу тогаш пробив кон Европа. Тогаш ги добивме сите оние кандидатури дека можеме да одиме, а сега веќе 5 години сме на едно место. Еве имаме нов гледач, повелете. Ало. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Господин Сърбиновски, повелете. В Македония в момента има доста сръбски медии, в смисъл, които са собственост на Сърбия. България не прави опит да закупи такива станции и пък ако закупи, дали ще може да свободно да говори това, което ние мислим в България. Мислите ли, че е време България да започне предавания на македонски език в стил Свободна Европа, BBC, Deutsche Welle? Просто дали е назрял този момент? Защото българската дума не се чува в Македония. Да. Това не е въпросът. Да. Ви благодарам, убаво прашање, многу добро. Професорот како поискусен ќе може исто да ме надополни. Јас ќе ви одговорам вака. На еден цивилизиран начин, јас се трудам тоа да го правам пред вас, не да глумам. Мислам, јас сум овој со сите доблести и мани пред вас, овде што ме гледате. И Сашо Коцарев кажа, момчето, би имал еден апел до Българија, да влезете со капитал, да се вработат, затоа што во Македонија се невработени. Главно децата од фамилиите кои уште држат до българството. А оние кои што ќе ги земе удба под своје, тие добиваат всичко. И пари, и бизнис, и напредувања, и академски титули.
Па да не се излажам, еве отворено ќе речам, секој пат тоа подјазик го држам, да бев србоман, јас бев академик сега в Македонија. Да. А не да држам едва и вака предавање за да можам да ја искоронувам мојата фамилија. Еве, ако нека ме слушаат од Македонија сите интелектуалци, иако јас сум читан и сите пред мене стојат мирно таму. Немој да мислите дека тие не ме почитуваат. Во себе ме мразат, но ме почитуваат. Се е тоа само за тоа да не бидам со ставовите кои европски ставови за помирување. Јас можам сите вас да ве погледнам во очи. На никого ви немам направено ништо лошо, ниту пак мојата фамилија. Ќе ви донесам идниот пат, сега донесов една книга, сакав од Цепенков нешто да ви покажам. Исто, идниот пат најдов една историска книга и за моето семејство, ако е селско, од Бруток, нели? Еве да речеме Цепенков, ова не го снимаме, ќе видите овдека. Еден бугарин во Беч. Бугарин и грк ортаци. Бугарино у грко нагости у грко и грко у бугарино. Разговор помеѓу еден итр бугарин и помеѓу еден прост грк. Грко и бугарино со рибата и кадијата. Грците што му изедоа опинците на еден шоп. Еден шоп во Софија. Дервишо и бугарино. Турчин и бугарин не може да се разбери. Кираджиите бугарин и влав. Се фатиле на облок еден немец и еден шоп. Неразбирање на еден бугарин со една влаинка. Никаде ги нема тие македонци. Да. Секаде. Ова е в Македонија издадено. Ова е македонска книга издадена. Кого ние сакаме да лажеме, луѓе? Никого не можеме. Овде Раде Силјан, тој е сега председател на Друштво на писатели, тој е директор во тоа време на куќата. Тој додуша сега е многу богат човек, знаа да прават пари, им дава државата, не е некој добар поет, заедно со брат му, исто академик, можам јавно, исто слаб писател, ќе ми се лутат за ова, но тоа е. Се е тоа така. И ако зборите за медиуми, треба, што рече нашиот професор, да знам ако дојдам в Скопје, дали да носам мантил или да одам покомотно. Не знае дали врне на 200 километри од него. Тие се цивилизацијски придобивки. Не се тоа придобивки меѓукомшиски, некои попуштања, не знам какви. Тоа се 21 век. Во Африка нема држава меѓу себе која нема железопатна линија. Овде ние немаме железопатна линија Скопје, Софија и до Тирана. Он класичен коридор меѓу две морета, Адриатическо и Черно море. Па да беше до онамо Владивосток, да беше Транссибирска ќе ја направи. Не сакаат. Тоа е нежеланието. И тоа е она што постојано го зборуваме, па да се надеваме дека ние со нашата толеранција и со нашата љубов ќе ги стопиме и нивните срца што вака правеле и на разни фамилии наши и на други луѓе. Еве имаме пак зрител, повелете. Да? Добар ден. Добар ден. Не знам колку да ви кажа, че ви обичам. Колкото и да ви кажа, че ви обичам. И јас ви обичам. И јас ви обичам. И също така и вашия гостенин, който така създава едно достолепие на разговор, но вие сте ми по-интересен, защото говорите с автентичен език, макар че тук там има някои сърбизми, но по-добре си оставете го така да бъде автентичен. Сега аз искам няколко неща да ви кажа, тъй като произхода ми е 100% Пиринска и Егейска Македония и доста време прекарах и в Северна Америка и имам наблюдение върху ситуацията в Северна Америка, как УДБА си е вършила сериозна работата там, но въпреки това НПО до един момент е държало така добре позиции, но наблюдението ми ще се върна на Балкана и Вардарска Македония, тъй като вие сте оптимист, но аз не смятам, че за сега нещата са оптимистични по отношение на това да се изчистят първо и най-вече историческите проблеми в кавички и по-скоро лъжите на тъй наречената Академия за уметности в Скопие, която така съвсем причини за инстинкт за самосъхранение не смее да излезе и да каже добре,
65 години ние лъжехме. И добре, на кой професор ще го каже това? Никой, това трябва да се самоубие. По-добре да излезе пред камерата и да си тегли куршума. Но ще бъде добре, ако в един момент се срещнат историци от двете страни водещи и България да признаят факта, че Република Македония съществува, така както Германия признава, че съществува Австрия, така както Франция признава, че Квебек е в Канада. Да. Но, нали ме разбирате, в един момент трябва да стане ясно, че не трябва да се лъжи и да се мразят българите в Македония. Вака, ви благодарам многу што сте заинтересирани за овој прилог. Имав уште други прилози за Българската трговска гимназија в Скопски и да ви пуштам уште некои други прилози, но друг пат. Знаете, јас ги очаквам овие емисии како миса, како молитва. Вие не знаете колку ми значите, затоа што меѓу себе можеме вака убаво да комуникираме. Ќе продолжиме вака, се разбира, но за ова можат со Европа, можат да се сменат многу работи. Да не спомнуваме ние каква била раскрваена Европа меѓу себе, ако е Балкан вас. Еве оваа емисија гледате дека е можна. Ете, сите тие книги, јас што ги имам напишано, времето ќе каже колку се убави, знам дека има многу читатели, еве како и од оваа емисија што имаме се повеќе зрители, ќе има. А како ќе се спроведе? Американизмот е класичен пример на македонизам, но успешна приказна. Но тие имаат определено од Марк Твен натаму, тоа е американска култура со нов сензибилитет и не може никој да го прави Волт Дизни, англичанец или Теодор Драйзер или Џон Форд или не знам кои овие глумци од Холивуд. Меѓутоа не може никој американец да рече дека и Шекспир е американец. Тој си англичан, ниту Оксфорд и Кембридж и така натаму. А кај нас сме и Кирил и Методи се македонци, и Климент и Наум, и Црноризец Храбар, и целата овие Цепенковци, и целата сите возрожденци. Тие самите се казвале возрожденци, ние ги викаме Македонија преродбенци. Да. Мислам, фалшификациите као да. Ние треба да ќе си се постави таа линија, колку сакали или не. Ова си е българско, ова со среќа бидите си вие македонци, мене ниту еден овде, ниту почитуваниот професор, ниту некој од овие сниматели момчиња млади, ниту некој од редакторите ми имаат речено ти си българ. Дојди, работи културно, со љубов, однесувај се пред луѓето, не со омраза и се ќе оди во ред. Никој ми нема речено биди